за 10 минути да го измерам, па паралици не ќе покаже. Не е веродостојно ич. Варираат со премногу единици, може и со 10 единици да покажува неточно. Катерина Пешевска 3 години е на инсулинска терапија. Минатата година таа минуваше голготата на 44.000 диабетичари во земјава, кои што речиси 10 месеци немаа со што да го контролираат шеќерот во крвта. Нередовно контрола на шеќерот, висок, низок, највише доаѓа до тоа до оштетување на бубрезите. Неконтролирање. Ние тогаш се соочивме со проблем, немаше глукомери, неточни глукомери, немаше ленти и сето тоа се влијаеше на мојата состојба. Катерина не добила ниту терапија со која би се спречиле оштетување на витални функции. Сега има оштетување на видот и бубрезите. Тогаш се соочував со многу високи гликемии, ми беше потребен лекот Рубелсус. Исто така, меѓутоа чекав една година за да додам на позитивната листа. Немаше барање за нови пациенти, не можеа да ме стават на листата. Чекав една година и за таа една година дојдов во ситуација да добиам нефропатија. Според ендокринологот Танер Хасан, 30% од пациентите со диабетес имаат бубрежни компликации, а речиси секој пациент има срцеви проблеми. Неретко добиваат и мозочни удари. А лекови од втората и третата линија нема доволно за сите на сметка на државата. За жал, ние многу касниме со лекување на овие компликации. Немаме превенција. За превенција треба да ги имаме на рака и на употреба овие другата терапија, кои што ги и се веќе во светот докажани дека превенираат голем број на компликации од диабетесот, а со тоа се намалува, ако се гледа од аспектот на здравствена економија, ќе се намали бројката на хоспитализации на пациентиве, бројката на потреба за операции. А бројката само на операции на клиниката за пластична и реконструктивна хирургија е голема. Професорот Џунов вели дека само неделава 12 пациенти чекаат ампутација како последица на диабетес. Последниве 5 до 6 години енормно е зголемен бројот на луѓе со диабетични стопала, кои што подоцна развиваат гангрени и на крајот голем процент од нив завршуваат со ампутации. Не се само возрастни пациенти со возраст над 60 години. Има и многу помлади, негде до 40 години, па и помлади, зависно од начинот на третирање. Дали недоволно придржување на правилата и користење на препаратите кои што се користат за диабет, дали е несоодветноста на самите препарати и така натаму, треба да се дојде до некој заклучок, затоа што голем дел од работоспособно население со овие болести станува инвалиди. Но има и случаи кога дури кога ќе дојде до ампутација, пациентот дознава дека со години живеел со диабетес. Податоците на Светската здравствена организација тоа го потврдуваат. Наспроти, 130.000 пациенти кои земаат терапија за шеќер во крвта. Исто толков број граѓани не знаат дека имаат ваков проблем. Здраво, јас се викам Марко и имам диабетес тип 1. Сега ќе ви објаснам што е диабетес. Диабетес е кога панкреасот во моето тело не произведува инсулин или не може. Во земјава има околу 700 деца со диабетес тип 1. Бројките покажуваат дека COVID-19 предизвика раст на новодиагностицирани деца. Годишно се регистрираат 70 случаи. Наташа Деспотовска Димитриевска, како мајка на дете со диабетес тип 1, со години ја води битката со надлежните. Целта на протоколот е да ги запознаеме оние кои што се грижат за нив, кои што се најблиску до нив, како да постапуваат во акутни состојби кои што и нам како родители најмногу не засегаат, а тоа се состојбите на хипогликемија, ниско ниво на шеќер во крвта. Значи, ако се случи такво нешто обично на детенце кое во градинка или во основно училиште е се уште мало, а тие симптоми се уште, значи не знае да ги препознае, не ги чувствува, да наставниците да бидат оној прв борбен реч што викам, а кои што ќе им помогнат на дечињата.
А од оние кои се најодговорни за решавање на ваквите проблеми, Министерството за здравство, не добивме одговор на нашите прашања. Има ли државата стратегија за превенција на дијабетесот? Дали имат информации дека пациенти се жалат дека лентите и глукомерите не мерат точно и се сомневаат во рокот на употреба на инсулинот? Државата иако презела обврска да обезбедува апарати за мерење на шекер во крвта и терапија, кога ќе зате и пациентите сами се снаоѓаат. Катерина, например, добива 50 ленти за 2 месеца, а дневно троши по 2. Минатата година најголем проблем беше периодот од 10 месеци кога овие пациенти останаа без неопходните апарати, бидејќи државата се изгуби во тендерските постапки. Иако преку здруженијата бараа рефундација на тие пари, се уште не ги добиле. А през сметките се дека една минимална плата оди на лекови и се што е неопходно за пациент со дијабетес. За сега состојбата е следна. Лекарите апелираат на превенција, но бројот на ново регистрирани дијабетичари расте и при тоа возрастната граница се намалува.